Кога господинот Бујар Османи ве гостин во студија, може да разговарате на повеќе теми, така ќе направиме и денеска, но само на две. Затоа што... Добар ден, господине. Добар ден. Велам на две теми, затоа што сте актуелен подпредседател на ДУИ, но бевте и министер за надворешни работи. Поранешен министер, ама она што го изминистерствувавте, го изработивте како министер, е се уште актуелна тема за која што се расправа и во Македонија, и во Брисел, и во Бугарија, и така натаму, и денеска, и во иднина, веројатно. Ќе почнеме со надворешната политика и членството на Македонија во ЕУ. Скоро во едно интервју предупредивте дека Бугарија може да направи уште на почетокот сопки околу акцијскиот план за малцинствата, што може да се случи ако го отворевме уставот и ги ставевме бугарите внатре. Значи не беше само протоколот проблем, на кој што кажувате дека не има заштита од него, не е влезен во преговарачката рамка, но акцијскиот план е дел од тоа. Сега велат, премиерот вели дека од 26 земји прифатиле, една не, веројатно се мисли на Бугарија. Како можеше тоа да се одигра поинако? Можеше ли? Како гледате на тоа? Вака, значи, акцијски план за малцинство има секоја земја кандидат. И тоа никогаш не било спорен момент. Тоа Србија има цело поглавје акцијски план за малцинства. Другите земји са така, бидејќи тоа е Копенхашки критериум. Так. Тоа е прашање кое што е релевантно за Европската унија и од тоа не може да се бега. Тоа што јас сугерирав, бидејќи има само две прашања во преговарачката рамка кои што се услови, без кои се не може, а во кои прашања е засегната Бугарија, предложив и сугерирав на владата дека треба да ги спојат во еден пакет. Дека не треба да ги одвојат посебно, бидејќи ќе се создаде впечаток кај јавноста за ова подвижна мета за членството во Европската унија, дека постојано се јавуваат нови услови. А овие услови се тука, тие се заедно двата услови, уставни измени и акцијски план за малцинство. И мојата сугестија беше дека бидејќи процесот на отварање на уставот е по околу 100 дена со 3 гласања во собранието, дека треба да се вклопи да не се затвори последното гласање додека Бугарија не даде согласност, односно не се постигне договор по однос на содржината. Бидејќи содржината на акцијскиот план треба да се дефинира, потоа имплементацијата трае во текот на преговорите. Ние тогаш во Министерството подготвивме една верзија на акцијскиот план. Иначе, ние тогаш насловот на акцијскиот план е акцијски план за малцинства под 20%. Тоа е многу важно. Гледам дека владата има направена нова верзија во која што има извадено ова 20%, што отвара дополнителен проблем. Меѓутоа, тоа е друга... Но тоа не е веројатно забелешката на Бугарија. Не, тоа е друга тема. Сакам да кажам дека, една моја сугестија, дека уставните измени треба да се стават во пакет со акцијскиот план, за да не се појават ситуации на... Бугарија наоѓа забелешки на акцијскиот план. Па затоа велам, кога се разговара сега со Бугарија, треба да се разговара за двете прашања. Процесот на отварање на уставот да се поврзе со разговорите за содржината на акцијскиот план и некако да се искоординира временската рамка за да последната фаза, доколку се разбира владата одлучи да пристапи кон уставни измени, да се усогласи со, односно да се координира временски со одобрувањето од страна на Европската унија на акцијскиот план, за да немаме нови разговори сега за прашања кои што на некој начин се од исто подрачје. Значи сепак треба да се разговара со Бугарија. Не можеме да се ослониме дека тоа е француски предлог, европски усвоени, завршува муавето. Значи, Бугарија не сме ги прекинале конците и не треба да ги веројатно да ги прекинале. Така, секоја земја членка гласа за секој чекор од процесот. Еден од тие чекори е акцијскиот план. Сега, ако 26 одобриле, треба и Бугарија да одобри. И затоа треба да се разговара со нив и да се координираат временски двата процеса, за да не бидат последователни, еден после друг, туку да бидат едновремени. Мислам дека е тоа добра тактика и стратегија по однос на тоа прашање. Ќе ве прашам за коментар за често во медиумите ги слушам изјавите од бугарска страна и сега Раде, бидејќи е нов премиер,
Но не само, тој велат, ние немаме нови барања. Што се крие за ова немаме нови барања? Очигледно има уште нешто што македонската јавност, зависи од политичкиот бекграунд, различно го толкува. Видете, јас мислам дека не е многу суштински релевантно што кажуваат бугарските политичари, па ниту нашите. Бидејќи тоа го кажуваат за потребите на јавноста, на електоратот. Важно е што пишува во документите, што пишува во договорите. Тоа мислам дека е релевантно за нас, а во договорите е јасно дефинирано. Дека бенчмаркови, односно услови се овие две прашања, тоа се малцинско човекови права, пакетот на малцинско човекови права, додека протоколите, договорот за добрососедство се дел од добрососедските односи и тие како генерално прашање се важни за членство во Европската Унија, меѓутоа како пак ќе кажам како генерална оценка за добрососедските односи. Како политичка. Да, меѓутоа не постои европски механизам за следење на билатералниот процес. Целиот процес е политички, господине Османи. Единствено Бугарија го следи тој билатерален процес и се разбира има право да го кочи, да не го кочи. Меѓутоа нема механизам Европската Унија да го следи имплементирањето на билатералниот процес. Такво нешто не постои. Тука е пропагандата направена во текот на целиот овој период и се разбира... Ние нема да попуштиме дека стари проблеми да однесеме во ЕУ, историски прашања, да ја замараме Европската Унија, нема и ќе останеме на тој став. Значи, они политички се држат не правно за ова што говорите, вие дека нема механизми, има механизам политички во било кое време. Бугарија има право, како и секоја земја членка, да постави вето на било кое прашање, вклучувајќи и на квалитетот на водата и воздухот во државата. Бидејќи влегува во поглавието. Ние за тоа не се грижиме официјално, се грижиме за историските. Не, сакам да кажам дека имаат можност и право, бидејќи тоа е затворен клуб во кој што ние сакаме да членуваме, во кој што ние треба да исполниме некои услови за членство. Јас повеќе зборувам за оваа пропаганда која што се прави по однос на процесот на штета на државата, бидејќи вие видите најлесно е да се откажете од процесот и немате да имате никакви барања ниту од Бугарија, ниту услови од Европската Унија. Едноставно се носи одлука дека не сакаме да го продолжиме овој пат и завршува и преговарачка рамка, и договор за добрососедство, и протоколи и све. Прашањето е која е цената. Еве цената, ќе ви кажам едни податоци видов денеска. Во Република Албанија во пописот од 2011 целото словенско население кој што е во Албанија биле 100% македонци, 5500. 2023 пописот 7000 бугари, 2300 македонци. Тоа е преку процесот, што го јас нарекувам пасошизација, односно зимање бугарски пасош. Значи, вие имате еден микрокосмос кај што може да видите однапред, да направите временско патување, да видите како ќе биде и овде, доколку процесот на одложување продолжи и овој процес. Затоа велам, луѓето може да мислат дека јас сум нечувствителен кон прашање кое што е важно за моите сограѓани, иако сите сме засегнати, бидејќи вие имате албанци кои што велат чекајте, јас сум закочен, не можам да имам привилегии од Европската Унија заради процес кој што велат е наш, не се мешајте вие, а вие си зимате бугарски пасош и јас не можам. Значи, и тоа создава јас. Ова е прашање кое што не засега сите. И јас зборувам како граѓанин на оваа држава, не зборувам и кога сум бил министер, така сум размислувал како министер одговорен за сите, за одредено прашање кое што ги засега сите граѓани. И убеден сум, конзистентен сум на тој став, аргументирам за тие ставови, не разговараме со емоции, не разговарам без емпатија, апсолутно имам емпатија кон прашањата кои што ги засегаат моите сограѓани. Но вистината е таа. Имате еден пат Европска Унија кој што е тежок, кој што е со одредена цена по патот, или е овој пат кој што ќе заврши како што имаме еден трейлер веќе во Албанија. Значи во Албанија имаме ситуација што би било кога би било ако продолжи овој тренд на кочење на европскиот пат и ова слободно земање на бугарски пасош. Добро, бевте министр, ги следите работите, еве 2 години помина од како оваа влада е на власт.
Можете ли да почувствувате, да препознаете друг план како да е Европската унија? Нема друг план. Дали има? Нема друг план. Дали можеме граѓани да видиме дека имат некои тајни преговори кои можеби ќе ги реализираат? Значи, тоа е планот. План А е правиме уставни измени, ги нивниот план. Ја знам каков е вашиот. Каков е нова влада? Дали препознавате дека имат алтернатива? Нема, тоа е купување. Рекоа дека имат подобар. Тоа е купување време, бидејќи оваа ситуација прво води до дефокус на јавноста по однос на вистинските проблеми на граѓаните. Тоа ги држи граѓаните на некаков си гард, заштитен етнички гард. Тоа на нив им одговара, прво затоа што носи политички поени, носи подолго време власт, меѓутоа и помалку внимание на граѓаните за вистинските причини, бидејќи граѓаните се во некаков друг модус на функционирање во кој што се исплашени што ќе се случува со идентитетот, што ќе се случува со иднината и воопшто знаете, човек кој што е гладен не размислува за одење на одмор. Тоа е пирамида на Маслоу. Очекуваме некој бенефит од сите аспекти. Европа не е само измислена категорија политичка. Не прашавте кој е нивниот план. Тоа е нивниот план. Да се помести скалата во Масловата пирамида, во која што граѓаните ќе се чувствуваат засегнати екзистенцијално, за да не бараат ништо повеќе од тоа што треба секоја влада да испорачува. Мислам дека таа е логиката, но нема друг пат. И не го кажувам ова во недостаток на емпатија и свесност колку е тоа сензитивно прашање. Но алтернативата е една, или црна и бела. Или ќе го изодиме овој пат кој што низ кој што има толку поставено заштитни механизми. 100 пати кажувам. Историската комисија е автономен орган, има право на вето, секој член може да го кочи процесот. Протоколот 2, за разлика од протоколот 1, не задолжува ништо. Вели, ја поддржувам, бидејќи гледав денеска колумна на еден од колумнистите кој што се обидува да ја изврти тезата. Протоколот многу јасно вели, ја поддржуваме, двете влади ја поддржуваат и ја охрабруваат комисијата да ја заврши својата работа. Јас мислам дека владата слободно може да каже во Брисел да ја поддржуваме комисијата, бидејќи ги плаќаме илјадници евра членовите на комисијата. Господине Османи, тоа е поддржување и охрабрување. И председателката, мислам дека во последно интервју се сложи дека вториот протокол е записник на двајца министри. Од тој аспект можеме и да го оправдаме и да не го оправдуваме. Че станува збор за политичко прашање, самите рековте Бугарија може по било која основа да прави спор. Значи самиот протокол 2 може да го тргнеме повторно Бугарија и да не постои, да направи програм ако сака по други основи. Говоревте за бенефитот на граѓаните. Последниот нон-пейпер или предлог на две водечки земји, на Франција и Германија, за мене беше разочарувачки. Вели, ако сакате бенефит, треба да напредувате да почнете преговори. Ако не, нема да добивате ништо. Значи, тоа е последниот поттик до владава нешто да се направи. Не гледам што друго може. Видете, тоа што го предложија германците заедно со французите всушност е копија од тоа што го иницииравме ние како Министерство за надворешни работи. Тоа беше некаде 2022-2023, кога немаше надеж дека ќе биде брз овој процес и се плашевме дека почнува да се губи некако желбата кај граѓаните, односно почнува Европската унија да не биде веќе победничка карта за избори, да биде тој мотивот кој што не движи напред. И тогаш ние предложивме до Европската унија, рековме, а зошто процесот е бинарен? Зошто нема ништо бенефит за државите до членство и потоа одеднаш добиваш све? Тоа не фрустрира и нас и ЕУ. Нас не фрустрира затоа што долго време немаме пиплив резултат, а европските земји ги фрустрира што наеднаш доаѓаат земји со сите можни бенефити, а они се уште имаат предрасуди кон нив. Пример, стануваш членка и одеднаш ги имаш истите права кои една Франција, Германија. И тоа создава и кај нив нервоза и кај нас. И ние предложивме, а зошто не го распоредуваме процесот од почеток?
да почнеме да влеземе во Европската Унија како ги исполнуваме условите. Например, ако исполниме едно поглавје, да бидеме целосно членка на ЕУ за тоа поглавје. Пример, исполнуваме поглавје финансии. Дај внесете не во заедничкиот пазар во делот на финансии. Надворешна политика, 100% сме усогласени. Внесете не нас, викнете не нас останоците на Советот за надворешни работи, бидејќи кога сме 100%, значи сме еднакви по позициите. И тоа беше еден предлог како да се растерети процесот и ние да почнеме да... Ама битно е да почнат преговорите. Но, никогаш да се отворат поглавја. Прво, никогаш тоа не сме го представиле како алтернатива на членството, туку како распоредување на процесот да не биде бинарен, ништо до членство па све после членство, туку да биде помалку постојано за да полека се навикнуваат двете страни, но тоа не може без почнување на затварање на фазата на почнување на преговори. И мислам дека тука пак се враќаме на главната тема, која е стратегијата. Не е веќе прашање протоколот, вордингот, акцијскиот план. На главното прашање се враќаме. Дали имаме алтернатива од членство во Европската Унија и која е алтернативата? Еве јас кажувам, гледајте Албанија, тоа е алтернативата на членство, а веројатно зборувам Албанија во делот на пописот на македонците таму, плюс што се создаваат нервози во меѓуетничките односи, заради ова што велам, луѓето велат, чекајте, вие велите ваше прашање, ние поради тоа прашање не сме, од друга страна вие патувате низ Европа со европски пасот, што не е коректно кон другите граѓани. Ајде да ги споиме меѓуетничките односи и патот кон Европа. Бидејќи на сите анкети и околу желбата на македонските граѓани да станеме членка на Европската Унија, поголемиот број беа за и се уште за, внатре интраетнички албанците беа дури повеќе за членство во Европската Унија. Тоа беше обврска не само за македонскиот дел од партиите, туку и за албанските партии, ДУИ, но и ВЛЕН. Откако ДУИ не влезе во владата, сите или поголем број од граѓани очекуваат дека моторот за туркање на целата влада кон ЕУ ќе го направи партијата, албанската партија што сега е во власта. Дури има услов, како и вие, дека за 6 месеци ќе искочат од владата, ако не ги отвориме процеси. Да. Еве помина повеќе од 6 месеци, никој за ништо не говори. Дали мислите дека албанските граѓани се разочарани? Прво, како е тоа меѓу албанците? Мислам дека, еве, и анкетите покажуваат дека албанците уште повеќе се заинтересирани и... Не разочарани од власта, а не од прво, членството. За да искочите од владата, треба да бидете во влада. Па тие се во владата. Мислам дека ВЛЕН се фиктивно во владата. И според тежината, и според позициите, и според можноста да донесат одлуки, од каде да искочат. Треба да си во влада за да искочиш. Второ, не го кажувам ова со иронија, знаејќи ги луѓето, знаејќи ги партиите, тие идеолошки не веруваат во Европската Унија. Не се убедени дека е тоа нешто за кое што вреди да се жртвува. За разлика од ДУИ, кој што е убедено дека за ЕУ вреди да се жртвува многу. Бидејќи тоа, особено сега, со ова што се случува во односите САД-ЕУ, станува уште поважно нашето приклонување кон тој систем, тој свет на вредности што го има Европската Унија. И затоа не е прашање дали граѓаните албанци имаат помалку интерес или немаат помалку интерес. Не, дали се разочарани во оваа власт? Се разбира дека се разочарани и тоа, меѓутоа, оваа влада не им остава ни простор да бидат разочарани за ЕУ, бидејќи ги провоцира во основните вредности кои што ги имаат како народ, посебно со поништување на Охридскиот рамковен договор. И сега пак се враќаме на таа Манслова пирамида, кога имате екзистенцијална закана, вие не размислувате после за прашања кои што ви носат некоја
поголема благосостојба во животот бидејќи сте загрозени. А сметам дека албанците во моментот се чувствуваат дека се екзистенцијално загрозени бидејќи се поништува архитектурата на која што е изградена оваа заедничка куќа, што не мислам дека е на крај прашање кој што ги засега само албанците, туку ги ја засега државата, а со тоа и сите граѓани. Кога верите архитектурата на Охридскиот договор, веројатно мислите на неколку закони што беа укинати или се подготвува нов, како што е сега. Се очекува јавна расправа за укинатиот балансер и донесувањето на нов закон за правична застапеност. ВЛЕН и ВМРО велат дека тоа е усогласен со Венецијанската комисија, дека тоа ќе биде добар закон. Како вие гледате на тоа? Видете, не е само прашање на закон. Видете, стабилните мултиетнички држави се засновуваат на доверба. Довербите се акумулираат низ децении, а се рушат низ месеци. Ние сме создале еден договор во 2001 дека правиме заеднички дом. Дека кој да имал амбиции некакви други, се затвараат, градиме дом, ова се распоредот на собите во тој заеднички дом, во таа заедничка куќа, тие се правилата на игра. И не се битни деталите на правилата, колку е битно граѓаните да веруваат дека правилата постојат и тие се почитуваат. Бидејќи кога ќе почна да се релативизираат правилата, не е проблем сегашниот ефект од рушење на тие правила, туку и долгорочниот ефект што граѓаните почнуваат да губат доверба дека може да се создаваат правила, а тоа е многу станува тешко па во иднина да се менаџираат кризи. Бидејќи кога ја губат граѓаните довербата дека може да се договориме за правила и тие правила да се почитуваат. Сега, тие правила, таа архитектура на Охридскиот договор е јасно поставена низ неколку столбови. Поставено е низ двојното мнозинство во собрание, кој што се нарекува Бадентер, поставено е со прагот од 20% кој што го одвојува албанскиот народ со посебен статус во државата и му овозможува да има службен јазик на ниво на државата, официјален јазик, значи Бадентер јазикот, правичната застапеност преку амандманот 6 манифестиран во балансерот и се разбира европската перспектива како основниот договор, дека ако правиме заедничка куќа, прозорците на таа куќа треба да гледаат кон Европската унија. Сега што се случува? Вие прво го имате последниот удар, кој што мислам дека беше и црвената линија која што се помина, со измислување на така наречениот мал Бадентер, всушност се поништи столбот, каменот на кој што стоеше Охридскиот договор. Бидејќи што направија, наместо Бадентерот како што е смислен, како што треба да биде мнозинство од пратеници кои што се од немнозинските заедници, сега измислуваат мнозинство од пратениците од немнозинските заедници кои што се во салата. За да постојано власта следи кој излегува на цигара или до тоалет, за да може да ги помине законите на штета на тие немнозински заедници, односно да го изигра основното правило кое што е договорено. И кога вие почнувате да ги изигрувате правилата, не е проблемот моменталниот ефект што тоа изигрување, дали е тоа закон, правило и така натаму. Што ја губите, се губи довербата, дека има правила кои што ги штитат подеднакво граѓаните и тоа далеку сежните последици. И затоа јас повеќе се вознемирувам што треба јас тоа постојано да го кажувам, наместо да го кажувате вие. Наместо, бидејќи очекувам македонците да станат да кажат, чекајте, правиме стабилна мултиетничка држава, не можете да ги менувате правилата и да направите унилатерално ревизија на правилата, бидејќи ја губите довербата и утре при било какви... Не можете тоа да го очекувате, господин Османи, бидејќи и албанците имаат представник во власта. Вие на некој начин говорите во име на сите албанци. Сега знаете дека албанците имате представник кој што смета дека не е баш така. Љубише, јас не сакам да иронизирам, меѓутоа ние им праќаме порака на ВЛЕН, ако сте фатени, дајте гукнете, пуштете сигнал. И тие беа дел од Охридскиот рамковен договор. И тие беа учека, дел од нив. Значи немојте да мислите дека дуј единствениот
продолжуваш Ма на идејата не е прашање на од Дуи, Вучек ова, и од 2001. не зборувам како Дуи. Да, говорите како во име на сите албанци. Не. Оваа партија во власта смета дека е ова окей, дека Мал Бадентер е доволен, дека новиот закон за правично настапување е добар. И сега што да прават албанците? Значи, Да, посебно па не македонците, бидејќи вие самите интроетнички не сте се договорили. Прво, влен се во таква позиција да, имавте ситуација вчера, министерот за здравство отвара плакета на државна институција само на еден јазик и аплаудира. Човекот, а тоа е противзаконски. Значи, противзаконски е во таа државна институција да има табела информативна да биде еднојазична, согласно законот за јазици. И он аплаудира, бидејќи премиерот му стои тука, евентуално да не го смени на следната реконструкција. Значи, имате луѓе кои што едноставно фатени се за власта и тоа им е најважното. Но тоа го доживуваат голем број македонци како релаксирани меѓуетнички односи. Верувајте дека е така. Пак кажувам, не е проблем моменталниот ефект на ова поништување на основните столбови. Далекосежниот ефект во фактот дека луѓето почнуваат да губат доверба дека може да се договараме. Има една последна анкета на ИРИ, ја кажав и на друго место, 2024 анкетата на ИРИ, кога ги прашуваат албанците кои се вашите 3 најголеми проблеми, беше економија, беше плати, корупција и така натаму. Сега мислите не е тоа? Сега ќе ви кажам. Значи, прв пат стигнавме македонците и албанците да имаат исти приоритети. 2026 има нова анкета на ИРИ. Првите 3 проблеми на албанците се јазикот, меѓуетничките односи и правичната застапеност. А на македонците? Не се сеќавам на деталите, но сакам да кажам дека преку третирање на вентилирање на етничката енергија која што постои во мултиетнички држави, вие постигнувате ситуација во која што граѓаните почнуваат да ги имаат истите маки, а да не влегуваат во сопствените робови. И ние пак ја поларизираме државата, меѓутоа тоа што велам е најважно е што луѓето почнуваат да ја губат довербата и денеска ги гледате младите кои што излегуваат, протестираат или едноставно почнуваат да ја губат довербата во иднината. Господин Османи, вие освен ова полемика околу Охридскиот рамковен договор, темелите на државноста, сте подпредседател на ДУИ. Да. Тоа значи дека имате некаква обврска или план како партија на прагматично делување. Освен тоа што преку медиуми ќе ги убедувате македонците и албанците дека не се добри односите во ова време, што како партија ќе направите на конкретни работи кои што реагирате, да речеме за Мал Бадентер, за новиот закон. Има ли начин да ги спречите? Има 2 години кога премиерот кажува како ДУИ планира да ја дестабилизира државата. Па им праќаат пораки до амбасадорите. Кажав на едно место кога видов една порака, се згрозив, кога имаше пожари во текот на летото лани, официјални министри им пишуваат на амбасадорите, ДУИ има донесено луѓе од Косово, вклучувајќи и малолетни, за да ги палат огновите. Страшна конструкција, знаете, и тоа... Меѓутоа, тоа беше со цел да се демонизира ДУИ и така натаму, иако они заборавија дека колатералната штета е дека нема ниту еден инвеститор дојден умеѓу време, бидејќи кога слушаат како премиерот вели ќе се дестабилизира државата од ДУИ, или дека има некои станови во кои што нашле ова, она, инвеститорите нема да дојдат. Но тоа е друго прашање. Сакам да кажам, 2 години се создава приказна дека ДУИ... вие не сакате да ја дестабилизирате? А како ќе се борите? ДУИ се обидува овие 2 години да алармира и внатре, и меѓународната заедница, да укажува. И што се случува? Како завршува целата приказна? Излегуваат студентите сами. 3 студенти вадат на улица 12.000 луѓе. Тоа се првите 3 студенти кои што излегуваат, откако, бидејќи велат, чекајте, ќе планирате вие да го штитите, да ја штитите архитектурата, или треба ние сами да ја штитиме архитектурата? Чекајте. И затоа велам, ако очекувате студентите да ги спречуваат донесувањето на законите, мислам дека сте направа. Не, сакам да кажам. Треба како партија да се направите. обидуваме како партија да ја рационализираме дебатата.
да ја контролираме емоцијата на јавноста, фрустрацијата на албанската јавност која што кулминира и е пред вриење. И тоа се обидуваме да го канализираме низ институционален, политички, Добре, ете, законот ќе биде донесен утре. Што ќе направите? Видете, они можат... Ќе ви забележат овие граѓани за кои што видите не направите ништо? Ние ќе се обидеме... Тие ќе дојдат да го... Ќе направиме све што е во рамки на... Што е тоа? Што е во рамки на закон. Мора да знаат и тие што ќе направите. Они можат и да ги изиграат и правилата. Они може и да надгласуваат. Но, знаете како беше? Целиот рамковен договор беше донесен поради надгласување. Целиот механизам беше поставен заради тоа што имаше еден народ и други и заедници помалку од 20% кои што сметаа дека се мајоризирани и дека се надгласуваат и се изигруваат правилата. Сега, ако мисли некој дека има алтернатива од мултиетничка, функционална демократија на еднакви граѓани и заедници, пример со кој што се фалевме до пред 2 години низ светот, како референтен модел дека создадовме на кој што може да се да копираат и земјите од регионот, пак велам, се сведува на седнување на крај што понатаму. Што ви е приказната? Значи, ја кочите Европската Унија, го отварате патот... На кого му кажува тоа? Ова го кажувам на граѓаните кои што не слушаат, меѓутоа го кажуваме и на меѓународната заедница и Знаете зошто? Имате ги спомнувате студенти и протести и меѓународна заедница. Меѓународната заедница и премиерот исто така ја констатира. И за меѓународна прашање и да споменува како дестабилизатор. Што очекувате од меѓународната заедница? А што очекувате од студентите? Очекувам од меѓународната заедница... Што вие не очекувајте? Очекувам прво од меѓународната заедница да ја заштити својата инвестиција. И дојќи тоа им го велам и нив. На Балканот најтешко дилема била секогаш дали мултиетнички држави може да постојат. Таков е теренот лош. И меѓународната заедница има испробано 2 модела. Алтернативни. Дејтонски и Охридски. Дејтонскиот е на територијални повеќе решенија, Дејтонскиот е на нетериторијални решенија, Охридскиот нашиот, туку на интеграција, унитарна држава и децентрализација. И еднаквост преку Охрид. Сега, јас им велам на меѓународната заедница. Се покажа ли нашиот модел како најуспешен? Се покажа ли како најфункционален? Нетериторијалниот. Се покажа ли како модел за Србија, за Косово, за Босна? Ако ова инвестиција се покаже дека не е успешна, што е алтернативата? Вакуум во политиката нема, пендулумот оди кон Дејтон. И сега, што треба ние? Да разговараме за дејтонизација на државата. И сега, парадоксот е што немнозинската заедница се бори да ги зачуваме принципите на унитарност, на еднаквост, на нетериторијални решенија, на децентрализација, на интеграција, на вклучување на заедниците во институциите, со цел да се создаде еден амбиент на соживот. А што би значила дејтонизација? Тоа што е Дејтон сега. Што значи во Македонија? Што би значило тоа? Не знам што замислуваат овие кои што ја покренуваат. Ама кој го споменувате терминологијата, што значи тоа? Не знам што е нивната идеја. Ние таква политичка опција не сме слушали. Нашата идеја е јасна. Да се зачува Охридската архитектура. Охридската архитектура значи унитарна држава, во кој што имате мнозинска заедница, имате немнозинска заедница на 20% со посебен статус, имате заедници по 20%. Таа е таа архитектура. Таа архитектура ние се работиме. Значи, тука се разликуваат нашите концепти. Они избраа да ја поништат, да го поништат мировниот договор, Охридскиот договор, таа архитектура. Ние уште сме убедени дека нема подобра алтернатива од Охридската. Што е нивната цел? Зошто го прават ова? Тоа е ваше видување кое што им го пренесувате на меѓународната заедница. Дозволите да бидам малку... Како мислите наше видување? Па аргумент е дека е измислен Малбадентер, дека е поништен јазикот, дека е поништен балансерот. Ама тоа не го направи моноетничка партија, тоа го направи владата во која што има албански чинител. Ама јас ви кажав за албанскиот чинител. Тоа како ќе им го објасните на меѓународната? Тие викаат, тие е легитимна влада, носи... И тие знаат. И тие знаат. Знаете, сега малце ќе бидам ироничен. Понекогаш ви кажувам, заличувате на Мицковски кога бара меѓународни гаранции
дека никој нема да го спречи процесот него. Вие тоа го барате од меѓународна заедница, дека тие треба да го бидат мицкости, дека тоа не е добро. Јас кажам дека ако сами не ја преземете работата во своји раце, ние нема да завршите ништо, ќе остане така како што е. И затоа ви реков што вие како ДУИ ќе направите, освен што укажувате. Бидејќи исполнувате студенти, незадоволство, исполнувате меѓународна заедница, на кој што им укажувате тоа што мислите дека е реално, и ќе остане така работа, овие ќе се терат работата, ќе заврши. Ќе се изгласа сега законот за правична застапеност, би заврши. Јас сум го кажал мојот став. Еве по однос на тој закон, кој што е имате пратеници кои што речат нешто, ќе се побунат, ќе застанат за против тоа. Спротивен на уставните принципи на правична застапеност договорени со Охридскиот договор. Целосно спротивен концепт, буквално ја враќа југословенската перспектива на интеграција. Ама и тие консултирала Венецијанска комисија. Значи, видите, Венецијанската комисија јасно во извештајот вели, не знам дали сте го прочитали мислењето, овој закон нема никаков механизам кој што гарантира правична застапеност. Значи, Венецијанската комисија им вели, ова е бош закон. Нема ништо во законот. Е една празна рамка. Која е фалинката конкретно? На што мислите? Прво, измислуваат ситуација во кој што прво граѓаните ќе се класифицира. Значи, да се вратам на главната тема. Уставниот суд, кога го укинува балансерот, додава една реченица во кој што вели се укинува балансерот затоа што институциите немаат право да ги идентификуваат граѓаните согласно нивната етничка припадност, затоа што е спротивно на фундаменталните човекови права. Целиот концепт на Охрид е заснован на етничката припадност. И јазикот, и правичната застапеност, и знамето. Све е засновано на та. И вие кога ја вадите куката на кој што се држи договорот, ви паја договорот. Значи, прво, јас велам, ковчегот на Охридскиот договор е таа реченица на Уставниот суд, дека институциите немале право да ги идентификуваат граѓаните. Утре некој ќе каже, па и парламентот нема право да ги идентификува пратениците согласно етничка припадност, па како ќе одлучувате по Бадентер ако не знаете кои ви се пратеници по етничка припадност. Значи, затоа ви велам, тука е проблемот, што тука има еден план кој што е долго време подготвен, меѓутоа се чекало момент. И они сметаат дека трите услови се исполнети, значи имате консолидирана македонска политичка елита, нерелевантен албански фактор, односно нема представник кој што може нешто да покрене или да заштити, и имате меѓународна заедница која што е дефокусирана. И они мислат дека сега е време да направиме ревизија на договорот, тоа второ полувреме што го зборуваат од 2001, и дека така ќе се реши проблемот. Не се решава така проблема. Се отвара едно прашање кој што едва го затворивме. Ви велам, ние стигнавме до ситуација албанците и македонците да имаат исти приоритети. Знаете кој успех е тоа во една мултиетничка држава, особено во такви историски односи како што беше во последните децении? Вие постигнувате, еве со таа наша лоша политика, ние успеавме еден албанец и македонец да каже мој прв проблем е животниот стандард. Така. Велите нема празен простор во политиката, така? Да. Ако оваа влада и оваа партија ваша не успее да го консолидира тоа што е битно за албанците, како што велите, а се појавуваат теоретски или можеби ќе се појават сили кои што ќе бидат за кантонизација, за дејтонизација на Македонија, ќе се појават помлади луѓе кои што мислат дека ни ДУИ, ни ВЛЕН не успеале да ги заштитат, имате кои нови етнички права за... Што ќе се случува во Македонија? Што ќе биде од ДУИ? Што ќе биде од... Може би имаат тие други приоритети, тие дека ДУИ не ги задоволува више барањата. Македонските политички партии не успеа да да разговараат со својот електорат по однос на тоа како се одржуваат мултиетничките држави. И вие имате едно убедување последно време кај албанците дека македонците не сакаат да живеат со нас. Иначе зошто би го правеле ова? Значи клучното прашање што се поставува веруете, еве вика има замор од јас ви кажувам дека на секоја маса од различни генерации констатацијата е штом почнуваат ваков напад
на све што нас ни е важно, очигледно не сакаат да живеат со нас. И ние зборуваме со нашиот електорат. Ние велиме не, тоа е грешка, тоа е стапица. Наш интерес е Охридска Македонија. Унитарна, европска, евроатлантска. И тоа ги убедуваме со факти. Меѓутоа, кога вие постојано им зборувате, излегува премиерот, замислете го прашуваат вчера, што се договоривте за законот за правосудство, и он вели ништо и продолжува да се смее. Значи, 12.000 луѓе излегува да ги поддржуваат студентите за правосудниот испит, премиерот кој што треба да биде наш, заеднички на сите, да сплотува, да создава надеж. Тоа е улогата на раководителите на државата. Тие не се административци кои што водат проекти. Председател на држава и премиер на држава има една основна функција: да создава надеж, сплотеност, кохезија внатрешна и некаква си цел пред граѓаните. И кога излегува премиер и вели ништо не се договоривме, а ден предходно неговиот вице-премиер вели да, имаме договор на албански да биде, тука нешто е труло. Тоа како велите, тоаш граѓаните младиве се вознемирени? Не ми одговористе дали тоа што вие ги убедувате за интегративна и Охридска Македонија покажува дека има тенденции за спротивно нешто. Има кај тие што го иницирале овој проект на рушење на Охридскиот договор. И убеден сум, нема друга причина. Не, дали кај албанците има кај политички структури, неформални групи кои што мислат дека овој концепт веројатно ќе се појават, иако јас од тоа мое искуство кое што го имам и политичко и аргументите се дека не смееме да влеземе во таа стапица. Бидејќи очигледно некој ја смислил оваа тенденција да ги провоцира албанците, за да почнат да отварат други теми, па да се демонизираат пред светот и на крај да постигнат некаква цел која што ја имаат замислено, а при тоа вината да биде нашите аргументи во ДУИ се, до нашиот електорат, до нашите, ние ја штитиме Охридска Македонија. Они се одлучиле да ја поништат, нека кажат што им е целта. Но ние немаме дилеми по однос на, и затоа и на Конгресот донесовме резолуции во кои што велиме унитарна држава, членка на ЕУ, на НАТО, меѓутоа под архитектурата на Охрид, со заштитни механизми кои што спречуваат мајоризација. Некој очигледно почнал процес, јас мислам дека и при крај е да го заврши тој процес на демонтирање, меѓутоа што замислил, како замислил? Па, видите, не дека немаат аргументи и тие во објаснувањето сега. Кој е дебата, но аргументи ги имаат? Па ги има затоа што имаме устав, затоа што Охридскиот рамковен договор не е нешто што Па уставот се крши преку Уставниот суд. Да, Уставниот суд ги укинува тие норми. Вели Македонија е граѓанска држава. Термините за конституционална демократија и бинационална, како што вие претендирате да кажете дека ние сме конституционална демократија. Граѓанска држава беше дефинирана до 2001 година, меѓутоа се увиде дека таквиот концепт во мултиетнички држави не заштитува од мајоризација на мнозинството над останатите. Ние сме граѓанска држава. Ние сме граѓанска држава со додаток на конституционална демократија преку воведување на колективни права. Затоа што во граѓанска држава мнозинството не почитуваше. Но на кој начин ќе биде тоа е дискутабилно. Не е дискутабилно, јасно тоа што вие установувате на тоа дека нели треба победник со победник. Тоа е дел од политиките на кои што ДУИ инсистираше. Механизмите на заштита се за немнозинските заедници. Но на кој начин ќе бидат направени се дискутабилни. Мислам дека е прецизен Охридскиот договор. Проблемот е што тука има план за ревизија, унилатерална ревизија. Не сметам дека е ова билатерална, затоа што не сметам дека Влен може да зборува во име на албанците за да разговара таков процес на ревизија. Ова е унилатерална ревизија на мировен договор кој што ќе донесе далекоследни последици, бидејќи луѓето ќе изгубаат довербата дека може да има договор кој што ќе се почитува. И менаџирањето на наредните кризи ќе биде многу потешко во услови, а политички кризи е нормално да има.
треба да има разлики помеѓу етничките заедници. Така се вентилираат, така се пушта вентилот на етничката енергија. Јас тоа велам, нормално е во владата да има несогласување помеѓу партиите кои што представуваат различни етнички заедници. Тоа така треба да се канализира таа енергија, за да не се канализира пара институционално. Имате и дел од вина и вие за сите овие изминати години, може граѓаните се, албанците се разочарани, може и македонците се заморни од тоа што Јас не велам дека сме биле совршени, меѓутоа во разбирањето каде одиме. Сега имате врзани раце. Сега вие велите не ќеме ништо да направиме, да не бидеме демонизирани дека дестабилизираме. Немате разбирање од меѓународната заедница, бидејќи очигледно тоа така ќе го сватат. Младите се незадоволни, немаат кај вас подршка, бидејќи немате моќ да спречите. Партијата на албанците во владата е, како што велите, неактивна. Тоаш, како ќе се артикулирате вие да спречите нешто од ово, тоа што ќе настапувате во медиумите? Ние се обидуваме во рамките на... Јас ме прашувам уште еднаш, има утре ќе се носат закони. Вие сте во парламентот. Во рамки на институциите треба да се искористат сите можни средства. Меѓутоа, на крај одговорноста ќе ја имаат тие што го прават тоа. Затоа ви велам. Одговорноста ќе ја имаат они. Наше е да искористиме сите средства за да спречиме. Еве, јас сум кажал, тој закон за правична застапеност треба да се спречи. Тоа не значи дека насилство ќе се користи во собранието. Ако има било каков филибастеринг механизам, ако има било кој механизам со цел да не се донесе, бидејќи не дека ако се донесе законот, нема да има вработување на албанците. Ако се донесе законот, се носи закон кој што е спротивно на основниот концепт на Охридскиот договор за правична застапеност. Буквално е враќање на ситуацијата од пред 2001 во која што измислена меритократија ги исклучуваше сите заедници надвор од институциите. И имавте етнички чисти државни институции до пред 2001 година. Па потоа со вас имаше етнички чисти министерства, да речеме, со албанците. Затоа се донесе балансер. Затоа се донесе балансер. Може ова е пеглање на неправилностите од тогаш? Не, затоа балансерот ги пеглаше неправилностите. Затоа што ниту дозволуваше од една страна или од друга страна да се злоупотребува, туку кажуваше јасно, мора да се рефлектира демографската реалност во институциите. Меѓутоа, тука очигледно... Кој ќе мери сега според вас? Кој ќе го мери, дали има... Нема веќе. Нема некоја... Тоа чекам да кажете, што е маната... Во законот вели, ке се прави една комисија во владата, која што ќе ја раководи некој од министрите и еднаш годишно ќе ги гледа плановите. Такви комисии има милион во владата. Знаете како велат, ако сакаш да не завршиш една работа, формирај комисија за да се... Значи, пак ќе кажам, проблемот е што ние почнуваме да акумулираме, бидејќи една одлука може да се менаџира. Меѓутоа ние гледаме тренд на одлуки, кои што кога ќе ги ставите заедно во една приказна, укажува дека овде има смислено сценарио за ревизионизам на архитектурата на Охридска Северна Македонија и тоа е сериозен проблем. Бидејќи, како што реков, за државата ќе биде сериозна непредвидливост. Второ, за албанците е веќе дефинирано како екзистенцијална закана. Ако велите кај Охридскиот рамковен договор, сега веќе ние слушаме некои коментари дека тогаш кој е договаран 2001, дека албанците се сложиле дури да има граѓански устав во кој што нема да има да се наведуваат етничките заедници. Како тоаш темелите дека е конституционативна, тоаш може да биде сосема граѓанска држава Македонија. Или тогаш ќе имаше членови кои што ќе се однесуваат. Вие знаете дека првата верзија на преамбулата беше без заедници, меѓутоа после разслушувањата се смени, меѓутоа преамбулата не е нормативен дел од уставот, не произведува закони. Консоцијативноста се дефинира во решенијата, во законите. Еве, земете ја автономната регија Јужен Тирол во Италија. Ги имате истите принципи на правична застапеност. Таму, бидејќи се односот е сличен, италијанци 60%, 25%, 7 германци, кога се попишуваат граѓаните, се попишуваат во јазичното подрачје, и во наредните 10 години нема менување на јазичното подрачје. При секое вработување, они мора да докажат
со потврда дека припаѓаат на таа јазична група, германофонска или италијанска јазична група. Вработувањата, употребата на јазикот. Истите механизми кои што ги има Охридскиот договор. И тоа е дефинирано како консоцијативна демократија. Лаички. Ако ниеден уставот не променлив, нигде во светот, има амандмани, се менуваат устави. Зошто Охридскиот рамковен договор би бил, како да кажам, како Божја заповест, дека не може да се промени? Не, може да се промени, но Зошто не може унилатерално, не може. Иначе може да се промени. Седнуваат страните кои што се договарале еднаш и сметаат дека треба да се... Меѓутоа, ова е унилатерално, ова е спротивно на волјата на едната страна во конфликтот во случајот, и тоа има сериозни последици, бидејќи реков не е проблем само поништувањето. Проблемот е што се губи довербата дека може да се дека вреди да се инвестира во договарање. Кога се менуваат правилата... Како поинаку би се договориле ако не е Охридскиот рамковен договор? Оваа страна за која велите, ако не е унилатерална, ако е билатерална, тоа каква Македонија ќе направи? Што ќе биде со Охридскиот рамковен договор? Не знам, јас мислам... Кој ќе преговарал таму? Како ќе... Видете, не е иста ситуацијата пред 25 години. Затоа велам и нема потреба. Нови луѓе има сега, нови потреби, нови приоритети. Потреба да се отвараат прашања. Може би е тесен, може би веќе не ги задоволува на двете страни барањата. Ама видете, која е алтернативата? Треба се најдете, може билатерално, може мултилатерално, но немојте да правите Охридскиот рамковен договор нешто непроменливо. Ама еве кажете, што беше проблем балансерот? Балансерот повеќе ги заштитуваше македонците отколку албанците, ги заштитуваше во општините каде што албанците се мнозинство, ги заштитуваше во министерствата каде што беа албанци министри или директори, бидејќи немаше самоволие. Мораше да се почитува. Ако паднате, значи, направи баланс на институциите да биде огледало на општествената и државната реалност. Ама имало фалинки. Немало фалинки. Како немало? Кога имате фалинки, јас велам, кога некој поминува на црвено, вие не го укинувате семафорот, го казните тој што поминува. Замислете логика. Од 20.000 вработувања, 100 го злоупотребиле, ајде ќе го укинеме механизмот. Па ајде да ги укинеме сите ограничувања што ги имаат, бидејќи некој ги злоупотребува. Место да се коригира дефектот, за тие 100-200 кои што злоупотребувале да не може, ќе го укинеме. Не. Ама зашто сами не ги коригирате? Бевте доволно во власта, не изменивте ништо, вие само нагазувавте да дојдат фалинките за некој други да ги смени. Така, предложивме. Како не? Требаше се појави нова партија од албанците, нова од македонците, за да ги скоригира маните што вие ги донесовте. Ние го донесовме балансерот. Ние предложивме решенија како да се коригираат фалинките со правилникот во правда, во кој што граѓаните може да се пишуваат етничка припадност. Па се јави другиот проблем. Чекајте, ако се пишува етничката припадност, некои други можат тоа да го злоупотребат. Видете, јас не велам дека е страшно да има несогласувања и етнички и политички. Тоа е демократијата. Целта на демократијата е постојано да има различности кои што се разговараат, меѓутоа основните правила на игра. Затоа инсистирам на архитектурата. Таа не смее да се ревидира унилатерално. Бидејќи проблем е после луѓето да веруваат дека може да се постигне. Може би требаше вие да направите коалиција на времето со ВМРО, па ќе видиме што ќе излезе од тоа. Наместо со СДС во втората тура. Ова нема врска со коалиција. Ова е со концепт. Има, па ние живееме во прагматична политичка држава, ние сме теоретичари. Јас сум кажал еден пример, се сеќавам, сум го кажал 100 пати можеби, во таа влада. Јас одам во Атина на тет-а-тет средба, вице-премиер бев, со министерот за надворешни работи, уште не донесен преспанскиот договор. Ја внатре на состанокот ни камери, ни сведоци, ни никој. Јас зборувам 90% од времето за македонскиот јазик. Сам сум можел да кажам што сакам, така. Излегувам јас од состанокот, отворам телефон, гледам премиерот, тоаш беше Заев, вика албанскиот јазик треба да биде официјален. И си велам, види кај стигнавме. Јас внатре зборувам за македонскиот јазик, без сведоци, без камери. Овде премиерот вели, кој што е македонец, вели албанскиот треба да биде официјален, тоа беше пред да биде донесен. Тоа е затоа паднавте и двајцата. Тоа е концептот. Ама и двете партии паднавте. Затоа го требаше да направите вкрстување. Тоа е концептот кој што треба да го изградиме ако сакаме
да изградиме држава која што граѓаните, значи едни и други не го поддржувале тоа, вие гледате. Видете, вие кога ги храните граѓаните дека Македонија ќе биде повторно твоја, значи знаете кампањата на ВМРО ДПМН за избори беше албанците ви ја земаа државата, ние ќе ви ја вратиме, и тоа го прават они. Гледате, го прават во вработувањата. Објавивме пред некој ден листа на институции, над 50 институции во кои што има вработувања, 50, 60, 40, 35, 20 и од друга колона албанци 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Буквално нула е, од прво до последно. И сега јас велам, чија е ова луда идеја? Зашто ние и така живееме во паралелни светови, не се среќаваме, не славиме заеднички, не живееме заеднички. Единствени мостови кај што се запознаваме, дружиме, ни се институциите државните. Таму седиме по исти канцеларии, тука се запознаваме, па создаваме пријателство. И некој се обидува да ги сече со ножица тие мостови. Мора да има позадина во приказнава. Не може да ова е само омраза, не ги сакам албанците во институциите, ајде да ги сведиме на нула. Овде има поголема приказна. Сега, дали се овие тие што ја измислиле приказната или доаѓа од погоре, ја сум убеден дека доаѓаше едно време и Орбан Вучич линијата стигаше до овде, но мислам дека не почнува пак од Орбан. Импулсот почнува уште по на исток. Господин Османи, благодарам на интервјуто. Овие теми се навистина вечни и се надевам дека ќе ги разговараме на демократски начин. Ќе видиме како ќе се развиваат работите од скоро. Дуи ќе спие мирно дека има укажано на време дека ова не е добриот пат кој што е избран за државата. Ниту е ова закана, ниту е велам, ние се обидуваме да им кажеме на луѓето не потпаѓајте под стапици на такви разговори. Ние браниме Охридска Македонија. Ништо помалку, ништо повеќе од тоа. Може да користите терминот уставот или тоа ви е потешко да кажете уставот? Па видите, и Преспанскиот договор е во уставот, па велиме дали се почитува Преспанскиот договор или не. Преспанскиот договор е интегриран во устав. За уво, значи некој може да ви пречи Охрид? Не, како да е само тоа. Убав град е Охрид, Тама на работа. Тама на работа. Само така, мислам дека може во терминологијата, во дискурсот да се каже не, тоа идејата е под Охридска Македонија разбираме унитарна држава, децентрализирана, европска, на еднакви граѓани во кои што има одредени механизми за заштита на заедниците од мајоризација. Тоа е Охридска Македонија, тоа е архитектурата. Сега да се правиме дека не ја знаеме дека таа е стопена некако во уставот. Не, таа постои и како дух и како слово и тоа треба да се почитува. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Слободен печат. Благодарам. Бујар Османи, потпредседател на ДУИ и поранешен министер за здравство, за надворешни работи и така натаму.